денеска сме присутни на настанот што го организира Агенцијата за храна и ветерина. Денешниот ден е денот за борба против беснилото и ние сакаме да го поддржиме овој настан, бидејќи во изминатиот период имавме одлична соработка со Агенцијата за храна и ветерина, бидејќи организиравме доста настани, покренавме доста иницијативи и сакаме тоа да продолжи во наредниот период. Еден од нашите проекти и идеи е заштита на и домашните миленичиња, но и на кучињата скитници. Ќе се водиме во две насоки. Едната е во секое слободно место, во секоја населба да изградиме еден парк на миленичиња, каде што луѓето кои што живеат на територија на општина Центар ќе може да ги шетаат своите миленичиња, да ги играат и воедно да се дружат сите луѓе кои што имаат миленичиња. А вториот проект е да најдеме конечно едно решение заедно со здруженијата кои што се бават со таа проблематика, тоа е да изградиме, односно да покренеме иницијатива заедно како општина, но и пред се како со градските власти да изградиме еден стационар во кој што ќе бидат сместени сите овие кучиња скитници и истите ќе го добијат соодветниот третман што им е потребен, од вакцинирање до стерилизација, чипирање и така натака, со што во општина Центар сите кучиња скитници бидат третирани така како што е потребно, но што се налага по некои прописи. Со таа цел, ако ја постигнеме, ќе успееме да зголемиме безбедноста, бидејќи сите кучиња што се чипирани, сите кучиња што се вакцинирани и стерилизирани, се помирни, попријатни, не се, ајде да кажам, подиви и нема да толку да ги напаѓат, но и воедно ќе го намалиме размножувањето на тие животни и ќе гледаме да најдеме еден трајно решение за проблемот со кучињата скитници. Тоа се надевам дека ќе го исполниме, ќе го завршиме и се во интерес на граѓаните и тие што се грижат за кучињето, но и за самите животни. Ви благодарам, доколку има некои прашања, ви стојам на располагање. Знаме каква е состојбата со кучињата скитници. Вие како кандидат за градоначалник имате ли некаков план во програмата за општина Центар, како ќе се справувате, за колку одреден временски период планирате да се таа ситуација да се реши? Па согласно правилниците што ги има донесено Агенцијата за храна и ветерина за отварање на стационар во кој што ќе се третираат кучињата скитници, ние планираме да направиме еден таков стационар или тука или заедно со градските власти да учествуваме, односно да субвенционираме таков стационар каде што ќе се има третман на кучињето, односно ќе се прави таа стерилизација, тоа чипирање и секој куче ќе се добие третман таков како што заслужи, таков како што треба. Така да планираме во наредниот период, односно почнувајќи од 2018 година да го спроведуваме тој проект и конечно да добијат кучињата скитници третман како што заслужуваат. Благодарам.